Алан Вајсман, писател, во својата меѓународна призната книга "Светот без нас" опишува каква би можела да биде нашата планета ако луѓето одеднаш исчезнат. Па како би изгледала Земјата? На прв поглед работите би биле добри, нели, во наводници. Прво, нема да има повеќе бучава од автомобили, машини, авиони. Ноќата конечно би биле темни и би го виделе звезденото небо. Градовите би исчезнале. Крајбрежните градови како Хамбург и Амстердам би биле поплавени, бидејќи насипите би се распаднале. Статуите и спомениците би станале како едни точки на сидро на морскиот свет. Тунелот што го поврзува Франција и Англија можеби би преживел уште неколку години, стотини години, пред да се сруши, ако не се одржава, нели? Но дури кога Сонцето би изгорело или да изгори скоро се на оваа планета, се уште би останале човечки траги. Многуте радови тебе бранови кои што ги испративме во Вселената би продолжиле да се шират низ универзумот. Што е тоа што светот без нас, нели, во наводници, толку ги фасцинира луѓето? Можеби тоа е основното прашање, што ќе се случи со нашата планета? Дали ќе остане некаква трага од нашата цивилизација? Дали некој ќе преживее? Пред неколку илјади години, кога Ној и неговото семејство го напуштија ковчегот, тие најдоа свет без нас. Како да беа на почеток. Се ново се случува, нема развиена технологија, нема други животи освен Ној и неговото семејство и животните. Меѓутоа, секој чекор ги носел преку огромни гробишта. Тие биле единствените преживеани. Елен Вајд вели вака: кога водата почнала да се повлекува, горите и планините биле обкружени со големо и матно море. На сите страни лежеле расфрлени трупови на луѓе и животни. Бог не дозволил тие да се распаѓаат и да го загадуваат воздухот, туку сторил земјата како голема гробница, сето тоа да го покрие и да го закопа. Необично силен ветар што имал задача да ја потисне и да ја исуши водата, дувал со таква силина што ги однел труповите, а некаде и цели врвови од планините, затрупувајќи ги мртвите тела со дрвја, камења и со земја. Во таа пригода се затрупани златото, среброто, благородното дрво и драгоцените камења, со кои предпотопниот свет се богател и кител и кои луѓето дури ги обожавале. Богатствата, поради кои требало да му бидат благодарни на штедриот дародавец, тие ги обожавале, додека Бог бил обечестен и презиран. Ушите на Ное веројатно се уште звонеле од презривата смеја и смејувањето од изминатите 120 години, а потоа и сеќавањето на ужасната темнина, додека ковчегот се движел низ чудовишната и страшна бура. Тие преживеа благодарение на Божјата милост, на Божјата благодат. Ное веројатно си ветел: ние луѓето никогаш не смееме да го заборавиме ова. Темата за преживување и остатокот може да се проследи низ целото Свето писмо. Тука се Јосиф и неговото семејство, Мојсија во трските, израелците свртени кон морето, Исус Навин и Халев, Рава и незиното семејство за време на освојувањето на Ерихон, Гедеон и неговите 300 луѓе, Илија, тројцата пријатели на Даниел во огнената печка, Еремија, Варух, Езра и оние што се враќа од прогонство. Листата може да се продолжи уште повеќе, да не ги набројуваме. Дали сте забележале дека сите тие не припаѓа на мнозинството? Тие беа другите и се прашувам кои биле нивните заеднички
карактеристики. Во Битие, во прва Мојсеева, 12 глава, многу познати стихови, од 1 до 3 стих вели вака: И му рече Господ на Аврам: излези од својата земја и од родот свој и од домот на татко си, па појди во земјата што ќе ти ја покажам јас. А од тебе ќе направам голем народ и ќе те благословам и името твое ќе го прославам и ти ќе бидеш благословен. Ќе ги благословам оние што тебе ќе те благословуваат и ќе ги проколнам оние што тебе ќе те проколнуваат и преку тебе ќе бидат благословени сите народи на земјата. Ова е нели повикот на Авраам. Ова е моментот на раѓање на Божиот народ. Бог го предизвикува Авраам да направи 3 чекори. Да ја напушти сегашната околина, средината каде што живее, да биде целосно зависен од него и како резултат на тоа да биде благослов за целото човештво. Божиот повик започнува со заповед, проследен со ветување и конечно завршува со благослов. Овие 3 елементи се клучни карактеристики на секој божествен повик. Честопати имаме тенденција со право да ги бараме Божите ветувања и да ги очекуваме неговите благослови, без да обрнеме внимание на претходно дадената заповед. Авраам припаѓал на 10-та генерација по потопот. Потомците на Ное брзо ги заборавиле лекциите научени за време на потопот. Наскоро во Вавилон се развива отворен бунт. Бог одговорил на бунтот на човештвото, повикувајќи го Авраам. Основниот поттик на градителите на кулите во Вавилон го вклучувало и нивниот обид да ја надминат трумата од потопот, да го свртат грбот на виножитото, или, со други зборови, да ја презрат Божјата милост и обединети да ја одредат својата судбина. Божјиот пат е сосема поинаков. Повикани од Бога, остатокот се оние кои радикално се одвојуваат од се што ги исклучува или дистанцира од Бога. Авраам бил повикан да се исклучи или одвои од својата татковина, заедница и семејство. Градот Ур бил еден од најстарите сумерски градови. Неговото главно божество бил богот на месечината Нана. Искупувањата денешни во поново време потврдиле високо развиена култура со разновидност на храмови. Тара, таткото на Авраам, обожавал други богови. Исус Навин 24:2 вели вака: Тогаш Исус му рече на целиот народ: вака вели Господ, Израелевиот Бог: некогаш вашите татковци, Тара, Аврамовиот и Нахоровиот татко, живееа од онаа страна на реката и им служеа на другите богови. Зошто Бог го повикал Авраам да ги преземе овие болни чекори? Бог морал да го ослободи од врските со минатото, за да може да го користи. Верен меѓу неверните, нерасипан од превладувачкото отпадништво, тој, односно Авраам, цврсто се држал до обожавањето на единиот вистински Бог. Честопати мислиме дека прашањата за начинот на живење се од второстепено значење, но тука Бог започнал со Авраам. Ево уште еден цитат. За Бог да може да го способи за неговата голема идна задача, да биде чувар на светите пророштва и на живата Божја реч, Авраам морал да раскине секоја врска со своето дотогашно друштво. Влијанието на роднините и пријателите би го пречело во воспитанието под кое Господ имал намера да го подложи својот слуга, бидејќи Авраам на посебен начин бил поврзан со небото, морал да живее меѓу странци. Морал да изгради посебен карактер, нешто што потполно ќе се разликува од светот. Своите постапки тој не можел да им ги објасни дури на своите пријатели. Оно што има духовен карактер може да го сватат само оние што се духовни,
Затоа неговите идолопоклонички роднини не можеле да ги сватат неговите постапки, ниту побудите што го навеле на тоа. Завршен цитат. Бог му ветел на Авраам токму она што градителите на Вавилон се обидувале да го постигнат без Божја помош. Авраам требало да биде основач на голем народ и да биде забележен во историјата на човештвото. Денес не ги знаеме имињата на градителите на кулата во Вавилон, но дури илјадници години подоцна, Авраам се уште е почитуван од милиони луѓе. Тој оставил се. Божиот збор било единственото нешто на кое морал да се држи. Тој морал апсолутно да се подпре на него. Тој станал Божи пријател, татко на верата и предок на Исус. Забележете го влијанието на една личност, целосно посветена на Бога. Се исплаќа да се верува во Бога, дури кога боли, кога е тешко, кога е неизвестно. Проверката на која бил изложен Авраам, со ова не била ни малку лесна, ниту жртвата што се барала од него била малечка. Постоеле силни врски што го врзувале за родното место, за роднините и пријателите, но тој не се колеба. Ниту се притеснувал да го прифати Божиот повик. Во врска со ветената земја, тој не поставувал прашање. Дали земјата е плодна, па каква е климата, дали е здрава, има ли таа земја погодна околина и дали дава можност за напластување на богатство. Бог рекол, а неговиот слуга требало само да послуша. За него, најсреќно место на земјата било она што ќе му го одреди Бог. Дали приказната на Авраам е исклучок? Божјата црква во Стариот и Новиот Завет е продолжение и повторување на приказната на Авраам. Таа е секогаш остаток, малцинство, заедница на повиканите. Тие го продолжуваат заветот што Бог го склучил со Авраам толку многу одамна. Ево уште еден цитат од Патриарси и пророци. Вика: и денеска мнозина се искушуваат на ист начин како и некогаш што е искушуван и проверуван Авраам. Иако тие не го слушаат Божиот глас како им зборува непосредно од небото, тој сепак ги повикува преку учењата на својата реч и преку настаните на своето провидение. Тие можат да бидат повикани да го напуштат своето занимање што им ветува богатство и чест, да се откажат од погодните и корисни врски и да се одделат од своите роднини, за да кренат на пат кој навидум прижа само тешкоти, само откажување и жртви. Бог ја определил задачата што тие треба да ја извршат. Меѓутоа, полесниот живот и влијанието на пријателите и роднините би го попречувале развитокот токму на оние особини што се најсуштествени за извршување на таа од Бога определена задача. Тој ги изделува од влијанието и од поддршката на луѓето и ги наведува да почувствуваат потреба од неговата помош и да зависат само од него, за да може тој да им се открие. Кој е готов при повикот на провидението да се откаже од своите умилени планови, од семејните и од другите интимни врски со друштвото? Кој се согласува да ги прифати новите должности и да стапи во непознати области и со непоколебливо срце и доброволно да работи во Божието дело, сметајќи ги за добивка загубите поднесени заради Христа? Оно што е готов да постапи вака има Авраамова вера и ќе може заедно со него да ја дели вечната и од се поважна слава. Славата според која страдањата на сегашното време не се ништо. Римјаните 18:8. Во Откровение 12:17 читаме дека остатокот од последното време ќе ги држи Божите заповеди и ќе биде внимателен на божествено исприраните пророштва, сведоштвата на Исус, разбудувајќи го бесот на сатаната. Како адвентисти на седмиот ден, денес ние не веруваме дека сме единствените верници, туку ние веруваме дека сме повикани за одредена мисија во нашето време. Ние сме повикани
да ги држиме Божите заповеди и да се држиме до верата на Исус. Во Библијата не читаме дека Авраам на кој било начин го заработил својот повик. Не му била потребна благодат, исто како што не е потребна и нас. Авраам не бил елитист или од елитата, некој кој што е само бендисан или горд или отсутен од на местото кај што се наоѓа. Тој бил внимателен кон оние околу него без оглед на нивната националност или религија. Изненадувачки, тој исто така не е прикажен како безбрекорен херој. Срамните моменти на неговата колеблива вера пред фараонот и Авимелек не се заташкувани во Светото писмо. Повикот на Авраам не бил со никаква себична цел. Ќе бидеш благослов. Во тебе ќе бидат благословени сите племиња на земјата. 1 Мојсеева 12:2 и 3. Понекогаш може би се чувствувал како да стои сам против остатокот на светот. Не би ли било полесно да се комбинираат некои од религиозните елементи и очекувања на околните народи и подобро да се вклопат со освојување на некои од стиловите на обожавање и ритуалите на ханаанците околу него? Може да тврди дека мисијата ја бара оваа адаптација, нели, некој компромис. Сепак Авраам не направил компромис. Адвентистичкото движење е повикано од Бога како што беше и Авраам, да го шири вечното Евангелие, преку јасна одвоеност во начинот на живот од светот. Ние треба трпеливо да ја живееме нашата вера во Исус како покана и предупредување до светот околу нас. Бог не подсетува на нашата мисија во животот. Ќе бидете благослов. Гневот на змеот, насочен против остатокот, е дел од големата борба меѓу Бога и сатаната. Змејот е разбеснет поради нашата посветеност на Светото писмо, нашето семејно богослужение, среќните брачни парови, начинот на живот базиран на Светото писмо. Тој е луд поради нашите црковни служби, нашата мисија, нашите пријателства, почитувањето на саботата и верата во Исус. Тој е особено луд на црквата на Исус која го објавува пророчкиот збор, бидејќи таа го открива и ги предвидува неговите стратегии. Исус ветува дека гневот на змеот нема да биде последниот збор по ова прашање. Тој ветува дека на крајот радо и тебе сигналите што патуваат во Вселената нема да бидат единствените траги од човечкото постоење. Ќе има нова земја, што ќе биде центар на универзумот, дом на вечниот Бог и на оние што го сакале и го следеле јагнето. И видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и првата земја поминаа и море немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град, новиот Ерусалим, како слегува од небото, од Бога, стокмен како невеста, која е украсена за својот маж. И чув силен глас од небото, велејки: еве го Божиот шатор меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, и тие ќе бидат негов народ, и самиот Бог ќе биде со нив. И така моја молитва и желба да ги разбереме нашите вистински благослови. Тоа не се нашите куќи, нашата работа, нашиот стандард на живење. Не. Нашиот благослов е ова: да го познаваме таков Бог, кој дава надеж на безнадежните, Бог кој што ги сака оние кои што не се сакани и отфрлени од општеството, Бог кој ги утешува тажните, го познаваме Бог кој ја садил ова иста сила и во нас, за да работиме како што ни остави и тој пример нас, така и ние да го следиме него. Да ни помогне Бог, да останеме верни до крај, да го сликуваме неговиот карактер, да растеме во Христа, да бидеме достојни за неговиот повик, да бидеме благослов на луѓето околу нас, рака помошничка, добри пријатели во неволја.